Помина речиси неполна година дена од 2023 господово лето, кога на сам ден на Ѓурѓовден го посетив прилепското село Слепче да направам нов документарен запис, ем за селото, ем за Ѓурѓовден, и на заминување со мештаните од ова село се договоривме повторно да наминам во ова село, мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои нивните дедовци и баби им ги раскажувале за да не останат покриени од правда на заборавот. Почитувани мои, како што вели народот, Господ сполај му нему, ете сакаше повторно да го посетам селото Слепче на христијанскиот празник посветен на световелико маченичка Варвара, чија православна екумена и мештаните од селото Слепче секое господово лето ја празнуваат на 4 декември, да направам документарен запис и од овој се народен собор во селото Слепче, поточно кажано во Прилепскиот манастир Свети Никола, чие празнување мештаните од селото Слепче од памтивека си го празнуваат и си го пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, за Прилепското село Слепче тргнав ден пред празникот посветен на световелико маченичка Варвара со утринскиот воз кој од Шкопската железничка станица во правец на Прилеп поаѓа во 6 часот и 53 минути, кој според возниот ред во Прилепската железничка станица пристигна точно во 9 часот и 30 минути, каде што ме пречека професорот Драгослав Миновски и заедно со него за кратко време пристигнавме во селото Слепче, каде што не пречека Димче Јовановски, еден од неколкумината овогодишни домаќини за празникот посветен на световелико маченичка Варвара, воедно наш домаќин и водич низ неговото родно село. Почитувани мои, 30 години патувам во Република Македонија. 30 години патувам низ нашиве заборавени македонски села, а околу 10 години низ северниот дел на Прилепско поле, поточно кажано во општината Долнени. Пред едно 10 години првпат дојдов во селото Слепче, каде што направи една документарна репортажа, а после 10 години повторно наминав за Ѓурѓе во 2023 господово лето, да направам нова репортажа по повод патрониот празник на селото, на соборниот храм во селото Слепче. Тоа е храмот Свети Ѓорѓија, а не поводе долго време, кога помина летото, кога помина есента, повторно мештаните од селото Слепче ме поканија да дојдам да направам нов документарен запис во селото Слепче по повод денот, православниот ден, тоа е Варвара, кој што со години традиции се прославува во многу вековниот македонски православен манастирски духовен храм, тоа е манастир Свети Никола, да направам една нова репортажа. Почитувани мои, пред да ќе инисијаме во правец на манастирот Свети Никола, нашиот домаќин Димче Јовановски не замоли малку да навратиме кај него дома, да ни ја раскаже приказната што долго ја чува во себе за потеклото на неговата семејна лоза, што ја запомнил кога бил дете, а повеќе пати му ја раскажувала неговата баба. Неговиот предлог со задоволство го прифативме. Родно место си е родно место, а? Родно место незаменливо е, кај да одиш нема повредно од дедовината. Так. Значи секој би му пожелил и посекал да се потруди да си го задржи своето од дедото, наследството, минато што години печалеле, а сега ние се трудиме да го зачуваме. Така и тој дедо, ова му е втора куќа што е направил, имал 2 сине, ама мајстор сам за себе. Значи и од дограма, и од зидарија, буквално се. Еве пример би ова куќа во тоа време, значи иако не бил образован, ама имал таква природна дарба што е направил на 3 спрата куќа. Значи на 3 спрата велам кога еве ќе видите самите горе спрат, чардак отворен цел, долу собите и долу подрома е
Исто со високи по 2,5 метра, кои стоката седели за сирење, зимници, такви работи. Дори би додал, без компјутер, без Без лаптоп, ништо, него чисто само едноставно да дом арба. го процени каменот, како лежиште има. Еве ќе видите како ги само изгледано, тоа од оваа страна многу порно се гледа. Самите еви бунари има тука си направил човекот. Ето, овие се тие три спрата што велиме. Спрат до дрвото, едниот надолу е, спрат другиот и третиот горе. Сега, тоа остана наша одговорност, татеки генерација што сакаме да зачуваме, да запазиме, само да не дозволиме да падне. Едноставно не за живење, исто така како музеј, како успомен за генерациите наши да му предаеме да видат како не живееле, од кај почнале нашите корени и како живееле. Со тој доказ едини што може да му докажеш на друг начин да му кажеш нема да те верува, али вака кога ќе види како е правено, ќе се увери дека е вистината таа. Ево и дури кревето од дедо ми што бил во времето. Ете каселата. Ругузина. Ето таа е ругузината што спиеле нанезе, немале јоги кој сега и лио леже, него било тоа сето на природен начин, на природно, мислам, Ова е касела. касела, Ситото. ситото за брашно кој се Земи, селело, за да може се ова баба би го користила за леп месење, малниче месење. По колку прилика меселе леп да рече? Па кога месела, та месел по 8, по 10, ти биле голема фамилија. Так. Значи фамилија биле тогаш пред 8 мина. Дори кога бија гледале граѓава како овој градиве, како се бичени рамно ставени. Рачно, така е. Не па ни машина ништо. И се под конец. Од конец. Значи тоа е се Так. гледа само тоа. Градиве се уште нече да нема ни црв појадување, ни значи најле на кое време да го сечи. Оти имало правила на месеци, на месечине, на адети некој. Еве до денески црв нема, иако е преку 100 години куќата стара. Одека ги имаме и тие стари селски торбици. Торбици, Така, така. шоделе с бобци, да, Така. на пазар, Така. джама да не... Джамаданчето, така. Еј, джама да не А, може, така. тоа се наседи исто така. Еве и лисајките. И сајджите, Так. исто Одиме. така, джама да нема Так. тука женски, джама. Так. Значи, се по нешто се Так. чува за да може... Дори овде ги имаме и кожупчето, кожувот. Кожуво, од бундата тоа што била... Еве детска, бундата тука. Така е. Така е. Што е користеле во Так. што сепак останува како успомен, ете, едно кај сеќавање, да може да... Штивони мои, ова репортажа ја почнувам од овде, од целото Слепче, од мојот домаќинот Диме, каде што ме донесе во една од двете стари куќи кои што се роѓа во селото, од многутен стари куќи во селото Слепче, од кои што неговиот прадедо ги направил двете куќи од неговата фамилија, а овдека се наоѓам во таа куќа, а овдека се наоѓам и во трпезата, каде што претера 40 години, овдека на трпезата се собирале прво домајчинот, па неговата домајчинка, па синовите, па снаите, па внучината, кои што и черките, а и внучината, кои што седеле малце понасрана и кога ќе завршила работата во полето, а посебно кога ќе почнале оние зимски празници од Крстовден, па до Ѓурѓовден, седеле на трпезата, си се гостеле од она што го ставиле за зимница, ама се разбира и препратено со една убава песна, со писокот на гајдата, а потоа заедно со гајдата, заедно со мештаните, цело село ќе се упатело на село, како за Свети Никола Зимен, како за Божи, за Водици, за Стара Нова година, па да разбруваме за Великден, за Спасовен, за Свети Никола Летен, сите оние празници, а исто така таа гајда, таа песна се ширила ширум полето, кога се туркале класието, кога се собирало житото и кога се садал тутунот, кога се стрижеле овците за Ѓурѓовден, кога ќе ги спраќале бечарите да одаат оваличиго аскеромноско војска, ама кога ќе ги одомувале, кога ќе ги женеле, кога ќе правеле свадбите,
било за чиновите, било за чаките. Ете, почитувани мои, од ова трпеза, ви предлагам да ја проследите новиот новата репортажа, новиот документарен запис за селото Слепче со работен наслов Света Варвара во селото Слепче, пречекана во манастирскиот комплекс Свети Никола во селото Слепче. Утринските сончеви зраци заскриени за темните снежноносни облаци, милувајќи ги јужните со снег покриени падени на Бабуна, пред се манастирот Свети Никола, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на великомаченичката Света Варвара, а ширум северниот дел на Прилевското поле, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Слепче. Манастирскиот двор и овој пат набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го видите видеозаписот од пригодната празнична прослава од утринската богослужена литургија, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Прилевското црковно наместништво, од благословениот ручек што го подготвија манастирскиот одбор заедно со овогодишните домајчини во чест на великомаченичката Света Варвара, предлагам да ве запознам со историографските сознанија за великомаченичката Света Варвара на професорот Драгослав Миновски, копајќи низ архивите ширум Македонија во продолжение на оваа репортажа. Варварин ден или Варвин ден, еден од поголемите христијански празници од зимскиот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 4 декември, односно на 17 декември по стариот календар. Меѓу народот постои верување дека не се оди никаде нагости на овој ден, туку дека се седело дома. Се верува дека денес кој прв ќе влезе дома, таква ќе биде и годината. Кој ќе те полази, таква среќа ќе ти донесе. Затоа народот, верувајќи во ова, гледал прво мало дете да ти стапне прво дома, па среќа, радост, мила да ти биде годината. Или пак тој што ќе влезе да носи леп со него за беричет. Празникот на светата великомаченица Варвара народот најчесто го поврзува со заварување, затекнување, варење и слично. Во народните свајчања Варвара се поврзува со преминот од есен во зима. Се верува дека од Свети Варвара до Свети Игнатиј Богоносец денот расте, односно се крева, се зголемува колку иглен врв, дека на Света Варвара денот и ноќта се еднакви или дека сонцето се врти кон летото. Најчесто Света Варвара се сваќа како покровителка на сипаницата и други детски болести, а конкретната представа за неа ја сочинува митолошкиот лик на болеста, стара, грозна и зла бабичка. Света Варвара е типично женски празник. Народните представи за празникот и обредноста на Света Варвара упатуваат на древните женски култови, преосмислени во христијански дух и врзани со култот на светицата, големата Божица мајка. Света Варвара родена е во градот Илиопол Мисирски од богат татко по име Диоскор, но во верата не зна Божец. Својата ќерка единица, мудра во умот и убава во ликот, Диоскор ја затвори во висока кула, ја обкружи со секакви удобности и даде слугинки да ја служат и постави идоли за поклонување и изгради бајња со 2 прозорци. Гледајќи ги
низ прозорецот земјата долу и звезденото небо во висините, на Варвара и се отвори умот со божествената благодат, па го позна единствениот вистински Бог и Создател, иако немаше никого од луѓето за учител во тоа. А кога нејзиниот татко еднаш се оддалечи од градот, таа излезе од кулата и по Божја промисла се сретна со некои христијанки, кои што и јавија, односно и ја кажаа вистината на Христовата вера. Срцето на Варвара пламна со љубов кон Господ Христос. Таа нареди да се пресече и трет прозорец на бањата, за да бидат трите прозорци символ на Света Троица, на една карпа во бањата, нацрта со прстот крст, и крстот се вдлаби во каменот како врежан со железо. Од нејзините стапала на подот од бањата избиваше извор со вода, која што подосна на многумина им донесе исцеление од болестите. Кога дозна Диоскор за верата на својата ќерка, сурово ја биеше, ја протера од кулата и ја гонеше за да ја убие. Карпата се отвори и ја скри Варвара од суровиот татко. Кога му се јави повторно, татко и ја однесе пред началникот Мартијан, на кого што му ја предаде за мачење. Невината Варвара ја расоблекоа и ја биеја, додека целото тело не го прекрија во рани и крв. Во затворот и се јави самиот Господ со ангели и ја исцели. Кога го виде тоа, една жена Јулијана, и самата посака мачеништво. Обете беа ужасно мачени и со исмевање ги водеа по градот. Им ги одсекоа градите и од нив истече многу крв. Најпосле ги изведоа на губилиште, каде што таткото самиот си ја закла ќерката, а војниците ја заклаја Јулијанија. Истиот тој ден удри гром во куќата на Диоскор и ги уби него и Мартијан. Света Варвара пострадала во 306-та година. Нејзините чудотворни мошти почиваат во Киев. Прославена во Небесното царство, Света Варвара многу пати им се јавува на многумина, понекогаш сама, а понекогаш со Пресвета Богородица. На светата маченица Варвара особено популарен бил во Разложко, каде што се верува дека таа била од овој крај и дека тука настрадала. Овде се изведуваат интересни обичаи, се празнува со собири и со панајџури. Тогаш девојките и момчињата се облекувале во специјална облека, со специјални капчиња и на главите оделе кај црквата Света Петка над селото. Таму играле и пееле, а потоа се враќале и во групи, ужинале во некоја куќа, каде што специјално за нив се готвела убава храна. Потоа пак играле и пееле повеќе обредни песни, меѓу кои и Света Варвара Букосава Свети Никола. Останало запишано дека на 4 декември луѓето се собирале кај изворот со топла и лековита вода да се измијат за здравје и исцелување од секакви болести. Од 1850 година ова празнување било пренесено на средата по Великден, зашто во зима било студено со снег. Инаку, преданието вели дека светата маченица Варвара потекнувала од овој крај и тука страдала. На местото каде што е убиена, излегла вода со црвеникава боја, за која се смета дека е од нејзината крв. Во Радовиш, на овој ден, подготувале пченка за варење, за да се заварат, односно да се затечат бучуци жито. Во овој крај, со Варвара бил поврзан обичајот полазување, што се среќава и во други краишта на Македонија, иако во некои места овој обичај е поврзан и со некои други празници. Имено, тој прв што ќе влезе во куќата наутро се вика полезник.
се смета дека е добро тој човек да е со лесен полес, поради што поканувале луѓе што ги сметале за среќни први да дојдат наутро и да бидат полезници. Полезникот носел неколку сламки и велел: дујде Света Варвара, сус гуденца, сус пиленца, сус детенца и беричет и здравје и късмет да имате во куќата. Полезникот го честеле со кафе, со сладко и друго, а му давале и пари. Обичаи поврзани со полезник се изведувале и во Гевгелиско, каде што овој обичај се изведувал на мартинци. Освен тоа, домајчинката мешала повеќе житни култури, пченка, јачмен, овес, просо и друго, ги варела и им ги давала на кокошките да им се разварат цревата и да несат повеќе јајца во текот на годината. Варење на жито на овој ден се среќава и во Кумановско. Овде најчесто во гезве вареле пченка и пченица, така наречен мешан беричет. И сите од куќата каснувале утрото пред да тргнат на работа. Тоа се правело за да не се запече полето, да биде влажно, како водата во ѓезвето, и да тера беричетот. Истиот ден се јадел варен граф, за да не го тепа град полето. Во Велешко верувале дека од Варвара до Игнат денот се кревал колку врв од игла, а од Игнат до Васил пак како врв од игла. Почитувани мои, овој така да речем аудиовизуелен воведен дел, посветен на великомеченичката Света Варвара, не би бил комплетен ако не би го пренесам поголемиот дел од празнувањето на соборниот народ во манастирот Свети Никола во продолжение на ова репортажа. За спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За мир во себе се, благословство на сите Божји цркви, соделување на сите, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За овој свет манастир, за оние што влегуваат во него со вера, набој и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За високопрešenejši митрополит наш Петар, често свештенство, во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи мира, прими молитву нашу, седај одесно Отца и помилуј нас. Яко Ти еси един свят, Ти еси един Господ, Христос Христос во славу Бога Отца. Амин. Нас јавде
i oslavljaj imja Tvoje vo vijeki, i vo vijek vijeka. Spodobi Gospodi desne, bez greha sohraniti sja nas. Blagosloven jesi Gospodi, Bože Otec naših, i hvalno i proslavljeno imja Tvoje vo vijeki. Amin. Budi Gospodi milost Tvoja na nas, jakože upovahom na Tja. Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem Tvojim. Mir vo celio sve, blagoslovstvena si te Božji crkvi, i sudjelovanje na svete da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za ovoj svet manastir, za ono što legува onego sobera nabojstva Božji, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za visokopreišenejši mitropolit naš Petar, često sveštenstvo Hrista djakonstvo, za sijot klin i za site ludje, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za blagočestivi od Hristoljubiv narod naš, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za da mu pomagavo se i da pokori ponozete njegovi seko neprijatelji protivni, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za ovo naseljeno mesto, ovoj grad, zemlje i site koji žive, a tvonim sovera, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za blagoteren vozduh, za izobilje na zemlji plodovi, za mirni vreminja, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za onije što plovat, patovat, boleduvat, strada za zarobenite, za nivno spasenije, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za da se izbavim od svega hvataga, gnjev i opasnost, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Bože, zaštiti ne, spasi, pomiluj i zapazi nas od Tvoja ta blagodat. Gospodi pomiluj. I vojstva, angelki, arhane, suđenja Tvoje slavi, sokori sokode naši Bogu, svetih angelo biti, soslušavših nam, savostaših Tvoje blagosti, Nikolaje, blagoslove polutna proći sveti, sega se i pošivo večni. Blagočestivi i Hristoljubivi rod pravoslavni hristijanski, da go spomne Gospodu svoje to carstvo, svega se koga živo večni vekovi. Amin. Ti, ktorí priložniki, daritelji, blagokrasitelji svjatago hrama sego, da pomine Gospod Bog po carstvi svoje, svega nyní prisni vo veky vekov. Amin. Pušte se molim za visoprešenejši mitropolit naš Petar. Hriste Bože, naši Tebe sláva, Ty uznesúvame na Otca i Syna i Svätého Ducha, svega se koga žije vo večni vekovi. Amin. Ti, ktorí te ukrasitelite na ovoj svet krán, da gi spomne Gospod vo svoje to carstvo, svega se koga žije vo večni vekovi. Amin. Už te se molíme za zdravie i spasenia si te hristiani, i Tebe sláva, Ty
Ti возnesуваме на Отца и Сина и Светия Дух, сега секогаш и во вечни векови. Уште се молиме за здравие и спасение на чедата Божие, Јордан, Песо, Зоран, Димко, Ангел, Владимир, Мартин, Саве, Блаже, Петар, Лилјана, Менка, Билјана, Зорица, Леонтина, Нина, Симона, Снежа, Маја, Мија, Аница, Наташа со фамилијата. Уште се молиме за здрави и спасение на чедата Божие, Горан, Зоран, Песо, Димче, Ангел, Владимир, Мартин, Менка, Лилјана, Билјана, Леонтина, Зорица, Нина, Симона, Аница. Уште се молиме за здрави и спасение на чедата Божие, Пецо, Вера, Бисера, Александар, Филип, Ивана, Матео, Костадинка, Митко. Уште се молиме за здрави и спасение на чедата Божие, Силвана, Андре, Ивона, Леонида, Јане, Стефан, Александар, Ница, Саше, Бранкица, Тамара, Петар. Уште се молиме за здравје и спасение чедата Божје, Сандра, Давид, Жаклина, Фанија, Звезда, Трајко, Билјана, Зоран, Теодора, Христијан. Уште се молиме за здравје и спасение на чедата Божје, Димче, Марија, Дејан, Оливера, Михаил, Дарко, Мери, Мелани, Сара. Уште се молиме за здравје и спасение на чедата Божје, Борис, Маријан, Сонја, Давид, Алесандра, Кријана. Уште се молиме за здравје и спасение, Драган, Благојче, Михаил, Теона, Моника, Нада, Марина, Христијан, Сашо, Леон, Билјана, Матијас, Матеја, Моли, Анисија, Марија. Уште се молиме за здравје и спасение на чедата Божје, Бојан, Звонко, Виолета, Весела, Зоран, Весна, Марија, Јулија, Лана, Филип, Христе, Боже наши Тебе слава. Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Господи, Вседржителе Боже на нашите татковци, Ти се молиме, чуј не. Каде и да одите, како родители, татко и мајка, баба и дедо, слободно на секоја служба до светеси дечињата, до 7 годишна возраст, секој дете може да биде причестено. Нека не напомож да несиме празник, Господ здравје и на комовите, и на сите присутни, и на секоја христијанска душа. Да сте здрави и живи, од Бога благословени. Нека сме благодарни. Ще се молиме за благочестивиот и Христолюбив народ наш. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Ще се молиме за блаженнейшиот архиепископ наш. Чествуват чедата Божја Сара, за здравје и спасение во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Браво, Сачи. Оди си да се завишата напора. Благословението Господу да биде на вас сега секојаш и во вечни векови. Благословението Господу да дојде на вас сега секојаш и во вечни векови. Амин. Благословението Господово да дојде на вас сега секојаш и во вечни векови. Благословението Господово да дојде на вас сега секојаш и во вечни векови. Благословението Господово да дојде на вас сега секојаш и во вечни векови. Амин. Благословението Господово да дојде на вас сега секојаш и во вечни векови. Амин. Тебе голема и богата милост. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Зашто си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Да се освети ова вода со силата, дејството,
Slegovanjето на Светия Дух, да се помолиме на Господа, да слезе нова вода, очистително действо на Пресветата Троица, да се помолиме на Господа, да и се изпрати благодат за избавление благословение Йорданово, да се помолиме на Господа, да се просветиме со духовна светлина на единосущната Троица, да се помолиме на Господа, за да се избавиме от всекаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, защити не, спаси и помилуй и запази не со Твоята благодат. Спомнувайте я Пресветата, пречиста, преблагословена, славната наша Богородица и секој Дева Марија. Оеже освятити сям водам сила најтие, Святаго Духа Христе Боже наш, и освяти воду сио, сегда није и присно и во веке веков. Спаси Господи люди Твоја и благослови достояние Твое. Победи се православни християном нашим, нас сопротивнија даруја и Твое сохраняја. Ајде дечината, кој сака? Ајде дечината. Спаси Господи люди Твоја. Ајде како сравнение, нема сравнение. Ајде кој сака, да може во гласни кој сака. Християном нашим, нас сопротивнија даруја и Твое сохраняј Христом Твоим жителством. Спаси Господи люди Твоја и благослови достояние Твое. Победи се православни християном нашим, нас сопротивнија дарујај и Твое сохраняј Христом Твоим жителством. Да се помолиме на Господа, зашто си свет Боже наш и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, кој си нарил својот збор, би се нарил на земјата да раѓа многу различни плодови за нас, да храна наша, кој Ти те момчила, со семија си покажа посветли, се благ царо, благослови ги овие пшеницата, виното и умножи во нивните домови, и во нашата тјоткови верите што ќе да тони во свети ги, зашто Ти си кој благословуваш се, Христе Боже наш, и Тебе слава, Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, помагај нам. Господи Исусе Христе Боже наш, сам благослови хлеб, пшеницу, вино и умножи дом се, сегда није присни во веке веков. Во слава и чест на светомученица Варвара, Ти ги принесуваме овие дарови за здравје и спасение на чадата Божје, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Святи мученици, иже добре страдалчествуваши, и венчаше ся, молите сяком Господу, помиловати ся душа нашим. Во име на Таму да Патре Мајчињето на својава домаќини. Апостолот мучеником радование, ниже проповед
Trojica jedina sušnaja. Да ја исполниме нашата молитва пред Господа. Јас сум Димче Јаситовски од село Слепче, фамилија Спирковска. Председател на одбора на местна заедница во селото Слепче. Како председател на местна заедница се состапување од година дена како нов одбор. Почна да се спрема активности. Се активни тие активности и се почна да се работи. Тој се гледат на самиот терен, промена на самата ситуација во поранешна состојба и сега како е. Така да со помош на доста фирми, луѓе, добронамерници што сакаат да помогнат, ни помогнаа и со тоа успеваме да одиме понатаки. Ова е почеток. Имаме уште активности што не чекаат пред нас. Сега, здрави Господ, пролет се припрема конаци да се реновира, кои ни се главна окупација за да се средат. Потоа одиме постепено, значи една работа па друга, и се така се нафативни, тие 4 години дека сме како одбор, ќе се бориме максимално што може да се залагаме со помош на сите луѓе, добронамерници што сакаат да ни помогнат. Ќе се заврши таа цел што ние зацекаме. Кога патувам по нашите села македонски, најголем проблем до нашите манастири кои се наоѓаат во планинските предели, во атарите на селата, е патот. Ајде маце една сторија. С кола не можеше да се иди. Проблем беше за самите гости не можеа да дојдат. Не заобиколуваја, че дојдат до Слепче, че не може да заминуваја Стравија Зрзеја, Слепче беше запоставен како терен, а што е стварно доста стар манастир, историски, интересен, што училишта генерации го посетувале, но ради пато не може. Но сега благодарение ова година се направи пато, може и со автобуси си дојде до манастир, се виде самото наредна година како почна самите да се враќа луѓето. Кога разбраја дека пато е направен, така да имаме повеќе гости. Ти си, така да речем, пак ќе напомнам, првиот меѓу еднаквите во црковно-манастирски одбор, твоето име презиме, и што е мотивацијата, што беше тоа да продолжиш таа традиција на твоите предци, кои што ја правеле црквата Свети Ѓорѓија во селото, кои што го направиле и овај многу вековен манастир со самата црква, со самите конаци и оние стари адити обичаи и за Свети Никола, Свети Ѓорѓија и за сите овај слави и за Божик и за Великден, така речено. Јас сум Јосиф Николовски, од Слепче исто потекло, у Скопје живеам. Избравне нов одбор на чело со Диме и решивме да го обновиме манастирот и патот и сите тие работи што е најубаво. Некако ни беше запоставено, сега се гледа како нов одбор што сме направиле и ќе се види и понатака, ние сме сложни. Мислиме сите оние цели што се дека ќе го ствариме, со среќа и со селаните. Се надевам дека се ќе биде окей. Првиот човек е со нас, ние покрај него, несложни и ќе цапаме напред. Што е тоа убавото што те враќа во Слепче да доаѓаш? Убавото, тука сум се родил, морам да се вратам, кај ќе одиме. Корените се од тука. Најнеблагодарна работа на времето бил полјакот, морал сите да ги брка, клисарот, сите кои ќе чукли камбаната да ги повика, ама и благајникот да ги собери парите и да ја очит. Твоето име презиме? Никола Јосифовски, од село Слепче, по татко фамилија Кочомилевци, по мајка Кочовци, исто Слепче. Ова сега, тешка ли е работа да бидеш благајник? Можда не е тешка, ли одговорна е. Така? Од 2009 година јас сум благајник тука, во манастирот. И пред 3-4 години се собра одборот, вика оче да дајеш одма документација.
Што беше мотивацијата да ја обновиш тоата куќа, кој што твојот дедо ја правил 903 година, како што ми кажа кога го прави на последна репортажа, 903 година на 2 август кога горело Крушево, твојот дедо. Така. Ете тоа. Не знам, си идев тука, мајка ми беше жива до 90-та година, јас се гледав. Секој слободен ден од Скопје возот. Ќе дојдам, ќе донесам за јадење, за пиење, што сакам, не сум ве оставил без ништо. Секојаш се било на место. Едино жал ми е што мајка ми почина не ја виде куќата обновена. А толку имаше мерак. Јас сум роден во Скопје, меѓутоа редовен овде. Ете сега, по навод кажано ти си скопјанец или слепчанец? Повеќе слепчанец него ли скопјанец. Така. Што е тоа што е враќа да дојдеш тука? Мотивацијата што ме враќа е почитувањето према предците. Значи, поколението треба да го наследи тоа што го има и да го почитува и да го заштити. И према Бога, и према душа, и према сето она што почитува и поседува. Најголема мотивација прво да се заштити старото, значи куќа, куќнина што има. Друга мотивација воздухот што го има овој крај, мислам дека во Македонија ретко кое место го има и го поседува. Така да и сите други убавиња, почитувајќи го и манастирот, вакавот. И секогаш сум велел, минатото треба да го имаме, да го познаваме, да ја живееме сегашноста и да ја планираме иднината. Значи, чест ми е што сум денеска овдека во село Слепче, бидејќи корените на мојата мајка се одовде. Одовде е мојата баба Струма, која што е мажена во Крстец, и затоа јас денеска реков, ветив и дојдов евеме во Слепче и ми е чест да речам и кеф и радост што денес сум овде гостин. Исто и нашата црква во селото, ние немаме манастир, меѓуто нашата црква во село Крстец се вика Свети Никола. Родното место не сме и никој да го заборави. И секогаш треба да се навраќаме на родниот крај, корените своји да си ги познаваме. Пораката секогаш сум ја велел, минатото да го знаеме, да ја живееме сегашноста, а иднината да ја градиме. А да ја градиме иднината секако со знаењата што ги стекнуваме, со познанствата што ги имаме. И да имаме едно сознание дека треба да се сплотиме, треба да имаме некои заеднички ставови за поголемите прашања, по крупните прашања. Кеф ми е што нашле заедништво да го изградат патот денес овде Слепче. Јас имам идено во времето уште пред 30 години, не можеше вистина да се дојди овде. Која беше мотивацијата да бидете домаќин ова година? Мене ми е чест и гордост да бидам домаќин. Сакам колку можам повеќе да ги искористам деновите, дали било празници или обичаи ден тука. Што значи сакам едноставно секако може начин да се помогне на манастирот. И со таа слава, покрај што се бележи празникот, сепак има добар допринос од самите гости, од самата организација. И од таа гледна точка гледаме да видиме целта ние се повеќе да дојдат гости, да видат на кое место се најдува, како се имали или што не, што ми воопште сега ида па сега се додушуваме, ние наставно не може да дојдат. Претходно кажав за причини пат, сега веќе имаме одлични услови за посета на манастирот. Така да со тоа се гордееш што еве да речеме ова година има млади момчина кои што се и овој што потекло од селото. Имаме и од тука имаме еве што се јавува и што не се од тука. Значи со чистата така сака, чиста волја да си бидат присутни во тие прослави. Едноставно мене ми е голема гордост што тука прадедо, дедо биле домаќини, чекале, правеле, па зашто ние не? Генерации млади што треба да продолжиме таа традиција. И вистина ми е голема чест да се бидам, не бидам, ја и наредна година па се бидам. Значи сакам да бидам нон-стоп активен со цел не е што јас да не допуштиш место, не едноставно сакам да со тој начин да придонесам во секој поглед. Кој ти е тебе куќна слава? Мене ми е Арангела. Так. Значи од памтивека
ден денешен. Твоето име и презиме? Андреј Кошовски. Од кое место си? Јас сум од Прилеп, а по потекло од Слепчев, моите мајка и татко што се. Како се викаше дедо ти и баба ти? Алексеј Мица. Така. Што беше мотивацијата да бидеш домаќин ова година? Јас многу сакам на овој манастир дека да присуствувам и за појчем работи, за помош и за било што да е. Значи, и за домајчин се приев за ова година што бев. И би сакал уште многу млади како мене вака да учествуваат на овој манастир дека да бидат домајчини и да се привлекува поголем народ и да има поголема дружба. Што ќе им пренесеш на твоите врстници, твоите соселани, твоите другари во Прилеп? Дали е убав да се пестува сите манастири цркви одека ширум Пелагонија? Јас би сакал тие што веруваат и што се како мене вака би сакал да се преробуваат и да ги следи и здравје и среќа и ред други работи. Твоето име презиме? Александар Јосифовски. Ти од каде си? Исто од Прилеп. По татко по потекло од село Слепчев. Од која фамилија? Спирковски. Така. Како се викаше дедо ти и баба ти? Дедо ми Алекса, баба ми Драгица. Така, а по мајка од каде си? По мајка од Демир Капија. Подалеку малце. Од градот од Демир Капија, така. Што е тоа? Овој што доаѓаш често пати во Слепче? Пред се планина, воздух, релаксација. Второ, да се привлечи уште поиќе младина да дојдат во природа, да уживат. Слободното време да се користи на чист воздух. А второ, заради црковните обичаи, традиции, манастири и ред други работи. Каде ги полниш поиќе батериите? Батериите во природа, во планина. Во планина. Ајде една порака до твоите врстици. Живејте го животот во природа. Секој слободен викенд користете го во чиста средина. Само така може да се рехабилитира организмот и да се наполнат батериите, што би се. Дори би додал и духовно во нашите цркви. Духовно речем во манастири и цркви. Нека дено за многу години. За многу да година побројни. За многу години. Особено за пресветата пречиста. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Слепче. Морав да се заминам, затоа што ме чека и другите села во Долнескава регија, со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото Слепче, саде Господ на сите нам здравје и живот да ни дава.